Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: што ќе се случува во ВМРО ДПМН? Дали Никола Груевски ќе остане лидер на партијата, дали ќе има промена на челната функција во партијата? Што тоа ќе значи во однос на политиката за името, или дали ВМРО ќе биде кооперативен околу можната промена на името на Република Македонија, дали ќе има една нова политика кон меѓународната заедница? Ако го следите последниот настап, или ако го следевте последниот настап на Никола Груевски по медиумите, тоа беше интервјуто за телевизија Алфа, помеѓу противниците на ВМРО ДПМН за прв пат последните 10-12 месеци не ја спомна меѓународната заедница. Дали тоа ќе значи на нова политика на партијата кон меѓународната заедница, односно дали тоа ќе биде некаков аменет за некој нов лидер на ВМРО ДПМН, или Никола Груевски како лидер на ВМРО ДПМН ќе ја смени риториката или структурата на својата политика. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Нови избори. ВМРО ДПМН се соочи со двоен противник. Првиот е СДС, кој е легитимен наш политички противник и кој лесно ќе го победиме во фер и демократски услови. Најголемиот политички противник на ВМРО ДПМН на овие избори беше полицијата. Како вели големиот Негош во Горски венец, се уште никој чаша мед нема испиено, ако потоа со чаша пелење нема загорчено. Од 2004 до 2017 година, 14 години поред, ВМРО ДПМН и Никола Груевски победуваат на изборите во Република Македонија. Не постои ниту еден политичар во Република Македонија кој 13 години не знае за пораз на изборите, се до овој 15 октомври, кога ВМРО ДПМН доживува тежок изборен пораз. Всушност сега ВМРО ДПМН после 13 години пиење мед ќе се соочи со пиењето пелин. Како партијата ќе излезе од таа ситуација, ќе видиме. Ќе продававте ли изборите? Не, тама работа. Ама направивте све да не победите? Не, напротив, сведоци бевме на можеби најлошо организирани избори во последните неколку изборни циклуси. Така да локалните избори се пример како не треба идни избори или некоја власт воиднина да ја организира избори. Како може да добиете у кисела вода, а оставате Јохан Тарчуловски? Кој американски амбасадор вас ќе ви дозволи да победи Јохан Тарчуловски, кој одлежа во Хаг, да победи во кисела вода? Или не знам во Газибава, господин Трајковски. Па ако победеше Трајковски во Газибава, вие ќе го исмеевте целото работење на специјалното јавно обвинителство. Затоа и Бејли шеташе по училиштата и во кисела вода и во Газибава во вториот круг, за да не победат луѓе. Ја затоа ве прашувам, дали направивте све за да не победите на изборите? Не, ВМРО ДПМН има континуирана методологија врз основа на која методологија ги определува кандидатите, се разбира, и врз основа на таа методологија изминатите 11 изборни циклуси ВМРО ДПМН извојуваше победи во Република Македонија, без разлика дали станува збор за локални избори, парламентарни избори или претседателски избори. Таа иста методологија применивме и овој пат, врз основа на таа методологија ги номиниравме нашите кандидати за градоначалници, врз основа на таа методологија ги избравме нашите кандидати за советници. Имавте лажни анкети? Дали, ако вие таа методологијата кој 11 години сте правеле, пред 2 недели во емисијата објавив дека сте добиле лажни анкети. Можеби сум бил управо, можеби не сум сакнал со вас тука. Дали анкетите ви се промашени или ви се фатени луѓето на терен што прават анкети? Значи тоа е една од двете варијанти. Дали сте добиле лажни анкети? Анкетите се можеби дел од тие анализи и таа методологија која што ние користиме кога ги бираме кандидатите, без разлика дали се тоа кандидати за градоначалници, пратеници или советници. Таа е една поуфатна методологија и таа анализа која што ја опфаќа таа методологија е малце покомплексна во однос на тоа да ја го поедноставам прашањето дека станува збор за анкети кои што се подметнати, но можеби правилното изразување би биле дека овој пат анкетите не беа точни. ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава против Зоре Темелковски, татко на кандидатот за градоначалник од СДС за кисела вода Филип Темелковски, поради основано сомнение дека именуваниот преку закана со отказ на вработени во јавната и државната администрација од населбата Драчево постапил спротивно на член 160 став 1 од Кривичниот закон на Република Македонија. На тие избори на 15 октомври во општина Кисела вода. Да.
се судруваат Јохан Трчуловски, Да. еден од луѓето кои се бори 2001 година на македонска страна, одлежува 6-7 години, веќе не знам точно колку во Хашкиот трибунал, и против кандидатот е дете на транзиционен политичар. Еден од оние ликови преку кои се персонифицира таа лоша транзиција која е спроведена во Република Македонија, чиј син на Зоре Темелковски. И одеднаш граѓаните на Кисела вода не гласа за човекот кој ја бранел Република Македонија, туку гласа за човекот кој ја приватизирал во наводници Република Македонија или син на човекот кој ја приватизирал Република Македонија. Како вие ќе се борите за Македонија Сега видите. кога Прво, духот на граѓаните е до тој степен скршен, што тие повеќе би гласале за тој во наводници што ги има украдено нивните идеали, стремежи, фабрики и така натаму, а не би гласале за тој што ги има брането. Добро, зашо народот на македонскиот народ е со скршен дух? Зашо македонскиот народ е со скршен дух? Значи, ние гледаме дека тоа 27 години става намерно. Тоа силите на енергијата на македонскиот народ се исцрпуваат преку глупи акции, проти тоа. Тоа јас можам да споредам сега со состојбата во Каталонија. Видехте што стана? Народот излезе, бара независност, тоа лидерите што прават? Избега. Сега, па точно така. Куќен притвори во Брисел. Да, па во Куќен Никој тоа не притвор, кажа, така, но еве Куќен сега притвор. и тие моментално и денес окупирани патишта, тоа. Еве ги, луѓето се спремни. И тука луѓето се спремни. Но кога гледаш, еднаш лидери ги нема. Во 2001 лидери имаше, немаше. Во 2004 лидери имаше, немаше. Потоа, еве во тие последниве 10 години лидери ние имаме, ама само на зборови лидери. СДСМ и ВМРО се две империални партии. Империални во македонски услови. Тоа значи две големи партии или две од 3 или 4 најголеми бренда кои функционираат во Република Македонија. Всушност, без разлика дали се власт или се опозиција, ВМРО и СДСМ се најголемите акционерски друштва преку кои се вртат најголемо количество на пари. Такви акционерски друштва или такви партии може да се контролираат или да се владат јавно или тајно. Јавно се владат ако на чело на партиите ставите свој човек кој ќе може да води партијата така како што вие ќе сакате. Тајно тоа се прави со помош на парите или со помош на одредената логистика која имате на теренот. Ќе видиме како ќе одат разврските во ВМРО-ДПМН, кој ќе има јавната контрола врз партијата, а кој ќе има тајната контрола на партијата во периодот кој следи. Што ви се случи на избори, ви рековте некоја спрега на криминал, на подземје, на одредена политичка номенклатура која е на самата граница помеѓу криминалот и нормалното политичко делување. Значи, кога ќе се сондирате и кога ќе се излечи сршта на изјавите кои ги дава вашиот лидер, кои ги давате вие, кои даваат други членови на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, испаѓа дека вие сте биле поразени од полициско политичко подземје. Не испаѓа само тоа според нашите изјави, ако вие ги следите внимателно изјавите на голем број аналитичари, но и другите политички партии во Република Македонија, но и извештаите на ОПС и ОДИХР, многу лесно можете да дојдете до заклучок дека тоа што ние го кажуваме го потврдуваат и другите. Да речеме, двата албански сериозни политички субјекта, како што се Алијансата и БЕСА, го потврдуваат тоа што ние го кажуваме, дека постоја сериозни притисоци од страна на државните институции, да речеме полицијата. Исто така морам да напоменам дека вчера еден поранешен функционер, амбасадор, да не го именуваме, даде една сериозна изјава која што можеби треба исто да се позанимаваме со нејзината содржина. Таа изјава е во следниот дух. Минатите локални избори беа избори во кои што владееше спрега помеѓу полицијата и криминал. Имаше криминалци овде у Кавадарци кои заплашува, кои дава пари. Имаше по чија најава и по чија дојава, не знам се дојдени, дали беа гости или беа случајно за организирање на избори, значи имаше од прилепи од велес луѓе кои што се со тешки кривични дела и луѓе кои што се уште на слобода и кои што беа цело време активни во делот на она што значеше изборна кампања, изборен ден. Значи на изборниот ден беа и пред изборниот ден, за среќа на вистината не направија никаква глупост. Тоа што сега нови избори на 15 октомври го направија Миле Зечевиќ или Оливер Спасовски, изминатите 11 години го правеа господинот Сашо Мијалков, господинот Звонко Каширски и господинот Љупчо Тодоровски. Сашо Мијалков беше на чело на ДБК, Звонко Каширски беше на чело на полицијата во Штип, значи задолжен за цела источна Македонија, и господинот Љупчо Тодоровски беше на чело на јавната безбедност. Како тие беа елиминирани од полицијата или од политичката сцена, така полека се нанулуваше силата на ВМРО на теренот, за на крај да се дојде во одредена ситуација дека само со помош на господинот Митко Чавков,
На 11 декември минатата година ВМРО не се соочи со изборен пораз. Благодарејќи на работењето на Митко Чавков, ВМРО успеа да обезбеди победа некаде од 20.000 гласа разлика. Затоа и сите атаци после 27 април ова година беа насочени во правец на полициско или политичко елиминирање на Митко Чавков. Кога беше елиминирана и избришена таа полициска структура која беше инсталирана од ВМРО ДПМН, тогаш Миле Зечевиќ и Оливер Спасовски лесно можеа да го спроведат изборниот процес на 15 октомври, кој донесе победата на СДСМ. Ако ја прифатиме тезата дека полицијата ги определува изборите, тоа значи дека вие сте победоле до сега, бидејќи полицијата била под ваша контрола. Не, минатите избори истите тие луѓе не беа активни Добро честници. беше Оливер Спасовски на чело. Да, ама вие ги споменавте поранешни функционери полициски кои што биле на предлог на ВМРО ДПМН. Да, минатите избори министер беше господин Оливер Спасовски и ние како ВМРО ДПМН, тоест нашата коалиција, ја порази коалицијата во тие избори предводена со Митко Социјалдемократска. Чавков според сегашната логика, што ја наметнувате, ако не беше Митко Чавков и немаше да освоите ни 45 пратеника. Не ја наметнувам таа логика, напротив, сакам да кажам дека не се тие луѓе, да одговорам на вашето прашање, не беа тие луѓе активни учесници на минатите избори. Господинот Митко Чавков во тие избори беше на ниво на вториот ешелон во полицијата, но тоа не го намалува резултатот. Ако ми дозволите, јас би сакал да се вратам на почетокот од вашето прашање. 2017 година велите имаме проблем со една полициско-мафијашка структура која ги доби изборите. 2011 година Андре Петров како генерален секретар на СДСМ вели ние не се боревме против политичка партија, се боревме против режим. И ние имаме сега една ситуација кога двете доминантни политички партии во Македонија во зависност дали се власт или опозиција обвинуваат дека всушност не губат од политичкиот противник, туку губат од одредена мафијашко-полициска структура. Постои ли мафијашка полициска структура која се врзува за едната или за другата партија и во зависност кој е на власт тие функционираат? Неваско не го реков тоа. Јас само цитирав изјава од страна на аналитичар кој што порано беше амбасадор во ОПСЕ, номиниран од страна на партија која што во моментот е дел од владата. Јас не го реков тоа, ја напротив реков дека на овие избори беа масовно злоупотребени државните ресурси, државните институции, од кои дел е нормално и Министерството за внатрешни работи. Се што било криминално со полиција на располагање на Биле на другата страна. целата полиција беше, значи во штабови стоја полицајци кои што беа цивилно облечени во штабот на Бета. И добро, ако е режим ова е хунта? Не би сакал да коментирам, меѓутоа јас жалам што се случува и повторно се случува истото што ја мислам дека изборите на 11 декември 2016 година беа многу подобро организирани отколку овие локални избори, тоа најодговорно го тврдам. Една структура која беше формирана некаде 2010-2011 година, веќе 2012 кон 2013 година учествува масовно и активно и интензивно во процес на рушење на Бранко Царенковски, негова смена на челната функција во СДСМ и инсталирање на Зоран Заев. Кога тој процес беше завршен во СДСМ, тогаш таа структура која е формирана некаде 2009-2010 година можеше да се посвети на решавање или на смена на Никола Груевски. Истата структура која го рушеше Бранко Царенковски 2013 година, од 2015 до 2017 година учествуваше во рушење на Никола Груевски. Таа структура е составена од новинари, опинион мейкери, одредени удбашки соработници, одредени тајни структури, тајни служби, одредени рестлови на капиталот. Мешавината на таа структура асоцирано одредени поранешни југословенски удбашки комунистички милија. Да, таква структура е инсталирана и во СДСМ, била инсталирана и во врвот на ВМРО ДПМН. Таа структура всушност го смени Бранко Царенковски, таа структура сега сака да ја заврши работата и да го смени Никола Груевски. Имате на многу опасна идеја, велите СДСМ како немакедонска партија треба да биде забранета, а не сте задоволни со ВМРО ДПМН. Тогаш останува Лиле Поповски и Павле Трајано да се власт со Македонија. Не. Тогаш останува да се создаде во Македонија една вистинска македонска партија. За жал, ние 27 години немаме вистинска македонска партија. А лидер сакате да бидете? Не. Видите сега, лидерски амбиции. Лидерски амбиции, видите сега. Јас сум спремен да се борам. Како Че Гевара малку се. Не. Че Гевара има кој да носи капи Че Гевара, па Фидел Кастро и така, нали, наводни херои. И што би правиле ако би биле лидер, например? Сега, видите, јас сум спремен, како кажам, да се борам за Македонија, за македонското име, за македонскиот идентитет. Тоа е сега војна на Америка вака директно прво ко лидер на партија или ко некоја власт во Македонија. Сега војна на Америка. Јас тоа
Ќе Видите, имате повторам. многу радикални ставови, нели тоа што можам да ве радикални читам. ставови, јас ви одговарам. Ја мислам у некој маскерно дело ќе ми дојдете тука во некоја сива мастинаста униформа. Јас тоа кажам. Јас сум спремен да се борам за Македонија. Так. Против кого? Против кого, господин Мицов? Против сите македонски непријатели, тие кои сакат Имате, да укинат Македонија, да ја уништат, да го сменат македонското име, да уништат како држава, како со нејзините граници, да уништат македонскиот народ. За тоа сега, кога си спремен за таа работа, мене непријателите не ме интересираат какви се, дали се големи, дали се мали. ВМРО имаше тој систем 1-3 и тој структурата на ВМРО со која победуваше на изборите изминатите 13 години. Уште 2006-2007 година Миле Зечевич, тогаш на функцијата извршен секретар на СДСМ, ницата функција која е и сега, сакаше да направи или да состави одреден изборен модел за делување на СДСМ по истите принципи на моделот 1-3 кој го практицираше и го применуваше ВМРО ДПМН. 2007-2008 година Миле Зечевич не успеа да го реализира тој свој модел, бидејќи беше сменето таа функција на барање на Радмила Шекаринска, а реализацијата на неговата политичка екзекуција ја спроведел Горан Минчев, односно неговиот кум. 7-8 години подоцна, сега повторно на функцијата извршен секретар на СДСМ, Миле Зечевич успева да го реализира, да го имплементира тој модел на делување на терен на СДСМ, дополнет со тие криминално и полициски структури, со помош на целиот тој комплот на модел на функционирање на СДСМ, помош на криминалот и помош на полицијата, СДСМ се прошета нови избори. Според мене Миле Зечевич заедно со Оливер Спасовски се двата клучни играчи кои донесоа победата на СДСМ на локалните избори. Дали би украден оперативниот систем 1-3 од партијата? Имаме сериозни информации дека нашиот оперативен план за спроведување на избори да падна во рацете на коалицијата предводена Социјалдемократскиот сојуз. Кој може во оваа зграда, ние снимаме во зградата на ВМРО ДПМН, кој може во оваа зграда да влезе и да ви укради оперативен систем 1-3 кој е кичма или столб на функционирањето на ВМРО ДПМН? Достап до таков тип на информации во оваа зграда имаат сите оние луѓе кои што биле дел од претходните парламентарни избори или претходни локални избори или претходни претседателски избори. Така да претпоставувам дека тие структури кои што биле дел тогаш, а сега не се, претпоставувам можеме да погодиме кои се тие, во тесна комуникација со луѓето од Републичкиот изборен штаб на Социјалдемократскиот сојуз го има доставено тоа. Моделот 1-3, кој е всушност кичмата на изборно функционирање на ВМРО ДПМН на текот на летото, беше украден од структурите или од партиските штабови на ВМРО ДПМН. Во тој процес учествуват еден правен експерт и еден компјутерски експерт. Правниот експерт имаше во текот на летото 2 средби во владата на Република Македонија, се шпекулира дека можно да има средби со господинот Зоран Заев. Тако украдениот список или проект или модел 1-3 кој го земат од структурите на ВМРО ДПМН подоцна е предаден во рацете на СДСМ. Дали е тоа направено доброволно, дали е направено под уцена или за одреден финансиски надомест, не знаеме, почитувани гледачи, меѓутоа евидентно е дека тој проект 1-3 завршува во рацете на СДСМ. Некаде во средината на летото, повеќе некаде јули, август месец оваа година, веќе се насетува дека работејќи по тој систем 1-3 одредени видни ВМРО-вци почнуваат да бидат посетувани, да бидат уценувани, да бидат купувани, да бидат заплашувани. Дел од нив се повлекуваат од изборните процеси, дел од нив абстинираат од изборните процеси, дел почнуваат да работат против својата партија. Всушност, врз база на тој украден оперативен систем 1-3, ВМРО ДПМН ја губи целата своја мрежа и логистика на теренот. Главните играчи на ВМРО ДПМН кои 13 години носат победата на партијата, се исфрлени од игра. Другите луѓе не можат тоа да го надокнадат. Одреден голем број на стари видни ВМРО-вци, дали тие лично или делови или членови на нивните семејства се натерени да не излезат на гласање, те не излагат на гласање, затоа е тоа намалување на изборниот резултат на ВМРО ДПМН нови избори. Значи тоа е структурата која требаше да ви донесе 450.000 гласови, колку што ви донесе на изборите на 11 декември. Според сите анализи, десно ориентирани гласачи во Република Македонија се нешто над 500.000 гласа. Над 500. И логично е да ние тие гласачи ги работиме. И тие списоци, тој оперативен систем или тој работен систем 1-3 завршува ке Социјалдемократскиот сојуз. Да, имаме сериозни индиции дека тоа е така. За пари ли е направено тоа? Не би можел да ви кажам. Треба да ги најдеме прво лицата кои што тоа го направиле и ние да ги прашаме. Добро, кој може да има пристап? Ви реков, ви одговорив на тоа. Луѓе од
политичката структура, луѓе од IT секторот на партијата, кој би можел според вас? Не би можел да кажам точно кој, но имаме основани сомненија дека таа инфраструктура завршила во рацете на Републичкиот изборен штаб на Социјалдемократскиот сојуз за овие избори. Исковски, вие сте генерален секретар. Значи, главниот оперативец е условно да речеме на партијата. Дали во структурата, зборам во оваа зграда, според вас на ВМРО ДПМН има луѓе кои се офрлени од Зоран Верушевски? Дали се уште луѓе на Зоран Верушевски може да има овде во оваа зграда, ако луѓето се спремни да ви украдат систем кој кичме на функционерието на ВМРО ДПМН, дали има луѓе на Зоран Верушевски кои се уште во ВМРО ДПМН? Се разбира дека не. Јас зборувам за време кое што е многу пред да се одржат овие локални избори. Гледате кој круг вие затварате од жолти комбини и странски служби, вие доаѓате неколку едамаци кои имале пристап до одредени оперативни сознања на партијата да ги украдат и да ги предадат на СДСМ. Кое руинирање ви се случува во 2 години? Не би го гледал тоа така. Како би го гледал? Секоја една таква акција има некаква причина. Некоја Шуша која е 17-ти играч у ешалонот, не е 17-ти играч, може игра таму у Б тим на Реал Мадрид, 13-та резерва, доаѓа и ви краде оперативни сознања. Тоа говори многу лошо за една организациона безбедност и секаква друга поставеност на партијата. Не, тоа не говори лошо за една организациона безбедностна поставеност, тоа говори само за тоа дека партијата за време на овие локални избори напротив направи еден солиден резултат кој што резултат се разбира не е според нашите очекувања, не е во визави оние претходни сондажи на терналните анкети кои што ги имавме, но тоа е еден резултат кој што можеме да кажеме дека нас ни овозможува сериозна кредибилност да во иднина се надеваме на брзо враќање на власт. Ако Никола Груевски биде сменат од врвот на ВМРО ДПМН или се поднесе оставка на лидерската функција во ВМРО ДПМН, тогаш без дилема, почитувани гледачи, на врвот на ВМРО ДПМН или на челната функција во врвот на ВМРО ДПМН, американската администрација и меѓународната заедница ќе става човек со кој претходно имат постигнато договор околу промена на името на државата. Дали тоа значи дека после смената од премиерската функција Никола Груевски можеби да се соочи доброволно или во договор или на некој начин на гласање на Конгрес да биде сменет од лидерската функција во ВМРО ДПМН? Дали тоа значи драматично менување на позицијата на партијата во ВМРО ДПМН? Бидејќи знаете, по што би се разликувале во ВМРО ДПМН од Зоран Заев ако и својот лидер, освен од премиерската функција, го сменат од лидерската функција поради прашањето на името? Што мислите зашто е така? Па не знам, можам да претпоставам. Можеме сите да претпоставуваме. Очигледно е дека некому му требаше на овие избори СДСМ да излезе како победник. Иако сите тие беа свесни од неформални избори, знам дека сите беа свесни дека ВМРО е фаворит и ВМРО води пред овие избори, води во смисла на поддршка на граѓаните, некому му требаше да се случи обратното, за потоа со нив, охрабрени, засилени, ние заслабнати, да решаваат некои крупни прашања значени за еднината на Македонија, значени за нашиот идентитет. Конкретно, кој ве прегази на овие избори, Миле Зечевиќ или Оливер Спасовски? Прегазување на избори е 2008, господин Нефтов, кога ВМРО ДПМН освоила 63 пратеника, Социјалдемократскиот сојуз 28, или 2014, кога Социјалдемократскиот сојуз го предводи Зоран Заев, а ВМРО ДПМН освоила 61 пратеника, Социјалдемократскиот сојуз 34. Вака за 4 пратеника, тоа ви дава одговор зашто господин Зоран Заев апсолутно не ќе да има предвремени парламентарни избори, нормално под оние услови кои што ние ги побаравме. Дали ќе има предвремени избори во Република Македонија? Тоа зависи само од тоа дали Алексис Ципрас ќе прифати брзо решавање на спорот со името. Ако Алексис Ципрас прифати брзо решавање на спорот за името, тоа значи дека нема да има предвремени избори во Република Македонија. Односно, грците ќе ги имат оние своји редовни избори на почетокот на 2019 година. Ако Ципрас не прифати промена на името или брзо менување на името или брзо влегување во тој процес на договарање, преговарање околу името на Република Македонија, тогаш и во Грција и во Македонија ќе има предвремени избори. Дилемата кои се прават и на анализите кои веројатно ги прават и во СДСМ и во ВМРО ДПМН е што ќе им донесат предвремени избори, дали е доволно заситено македонското граѓанско тело или македонскиот електорат, дали сегашните резултати кои ги има постигнато на локалните избори СДСМ ќе им гарантират сигурна победа на предвремени парламентарни избори, дали за ВМРО ДПМН е добро името да биде решено или да не биде решено, бидејќи ако името биде решено,
Дали тоа значи дека Зоран Заев ќе биде награден со нова изборна победа, значи сите тие математики и калкулации се прават и во зависност од тоа дали Ципрас ќе прифати или нема да прифати брзо решавање на името, ние ќе имаме предвремени избори или ќе имаме редовни избори некаде за 3 години. Кога ќе се вратите на власт? Според ваши проценки, еве, сте математичари, правите проценки. Кога ќе се вратите на власт? Доколку имаме предвремени парламентарни избори, кои што би се одржале со истите услови кои што ги имаше Социјалдемократскиот сојуз на предвремените парламентарни избори во 2016 година, ВМРО ДПМН би победило на тие. Да не чекате малку подолго? Според актуелните ситуации во Македонија, да не чекате малку подолго од пола година или една година за да победите на избори? Затоа реков наследните кога ќе се организираат. А вие би сакале предвремени, а би се крстеле таму да се малце подолго за не, 3 ние или би за 4 сакале години. веднаш и заради тоа го повикавме господинот Зоран Заев да ги организира час поскоро, но за жал од негова страна тоа беше децидно одбиено. Бидејќи предпоставам и неговиот тим ја знае оваа математика. Сите си го поставаме прашањето каде доаѓа до тоа драматично менување на американската политика во делот на Балканот и во делот на Југоисточна Европа. Поред мене клучно е прашањето на таа анексија на Крим од страна на Руската Федерација. Во оној момент кога руската чизма, руската војска, руската армија влегува во Крим и Крим станува составен дел на Руската Федерација, се менуваат односите на Балканот. Тоа американците го користат како стратегија да ја засилат својата политика и своето влијание во делот на Југоисточна Европа под превезот или под етикетата дека се борат против повампирувањето на рускиот национализам, рускиот хегемонизам и руската геостратегија за освојување на овој дел на Балканот. Тоа му дава можност на американските амбасадори во земјите на Југоисточна Европа да спроведат многу тврда политика против оние влади кои тие ги имаат означено како некооперативни за спроведување на американската агенда, а тоа значи нула кинески инвестиции, нула руски природен газ и влез на државите во НАТО и во ЕУ. Visoki američki zvaničnik je prije Kosova boravio u Srbiji gdje je održao vrlo zanimljiv sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Je tokom sastanka insistirao na pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta Kosova i priznavanja njegove nezavisnosti. Vučiću je poručio da Srbija ne može sjediti na dvije stolice, odnosno da uđe u Evropsku uniju dok istovremeno jednom nogom korača prema Rusiji. Naravno, gospodin Hojti je profesionalac, ozbiljan političar, preneo je poruke neke koje su za nas teške, ne bih rekao sasvim nove, možda sa nešto izraženijom ili povišenom intonacijom. U skladu sa tim, ja sam za oktavu snažnije štitio interese Republike Srbije. Ке го сменат името. Па вие сега тоа Господин Мицов. Јас не викам дека нема да го сменат, но ние мора да видиме зашо стига до таа. Ги читате анализите. Тие велат во моментот само 50% од граѓанството или електоратот во Република Македонија се противи на промена на името. Проценуваат дека со тврда кампања, со кршење на духот, првенствено на македонскиот народ, тој процент ќе се спушти на 35. Може да се спушти. Значи, тоа е стратегијата. Ама стратегијата, ние се мора да се вратиме пак духот на народот, на тоа духот на народот, ама кој го крши? Јас тоа повторно, нали, и за втори, за трет пат кажувам. Кој го крши духот на народот во изминатите 27 години? Не го кршиме ние со вас, не ли така? Господине Мицов, така. Ние имаме на абсурдна ситуација, кај што лидерот на едно од двете суперсили, Путин, на Балканот во моментот тежи многу помалку од заменик на помошникот на државниот секретар на Соединетите Американски држави. Значи ние можеме да правиме најразлични филмови, најразлични анализи, најразлични претпоставки. И во моментот Хојт Брајан Ли на Балканот тежи повеќе него Владимир Путин. Кога тоа ќе го прифатиме и кога со тоа ќе се сочиме, тоа многу по-реално ќе гледаме на работите. Не, видите, јас тоа воопшто не се слагам дека Путин тежи на Балканот од тоа. И тоа ќе го видиме скоро. Јас баш сум задоволен. Колку време треба да чекаме? Баш сум задоволен дека ме поканите. Ама луѓето старија од чекање, луѓето старија од чекајќи го Путин да дојде и да ги реши работите. Чекајте сега. Јас за тоа викам. Јас сум многу задоволен. За тоа што памтам пред близо 3 години во едно предавање, друго, на Миленко Неделковски, кога кажах 6 месеци пред да дојде Бејли за амбасадор, дека со тој човек ќе имаме огромни проблеми. И тоа испадна. Сега
добро е дека ќе биде запишано. Ќе видиме во недалечно време превртување на 180 степени. Ќе видиме кој колку тежи. Ќе го видиме тоа. Сега да не брзаме да зборуваме кој колку тежи и тоа што некој се изфрлил и некој промовирал и нешто друго. А знаете дека и во Сирија беше се завршено, нели така? Имаше коментари и странски, западни, јас сум читал, а и наши да не зборам, пошто ние тоа. И видите како оди. Ајде да почекаме малку, ама се радувам дека еве тоа предавање ќе може да си го пуштиме потоа. Има некоја чудна временска поклопеност на присуството на господјата Моника Шварцер-Блум на Балканскиот полуостров. Таа е во моментот заменик на господинот Джес Бейли, односно заменик амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Во периодот кога почнал процесот на детронизација на господинот Санадер во Хрватска, господјата Шварцер-Блум е економски советник во амбасадата на САД во Хрватска и во Загреб. Тој процес завршил со смена на Санадер и со решавање на Пиранскиот залив или прашањето на Пиранскиот залив на штета на Република Хрватска. Доаѓањето некаде пред 1,5 година во Република Македонија на господјата Шварцер-Блум значи отварање на процесот на детронизирање на Никола Груевски од македонската политичка сцена. Дали Никола Груевски можеби ќе заврши ко Санадер, дали ВМРО-ДПМН ќе поминува таа харанга која поминуваше партијата ХДЗ, ќе видиме. Меѓутоа тоа временско поклопување е очигледно и тоа остава простор за сомнеш и за одредени анализи во овој правец. A zašto sam otišao, rekao sam možda nedovoljno jasno, reći ću opet. Hrvatska je bila u blokadi s pregovorima Europske unije od strane Slovenije. Od nas je bilo traženo za slovenski glas unutar 27 članova Europske unije da damo dio teritorija. Nisam bio spreman trgovati hrvatskim teritorijem za članstvo u Europskoj uniji i zato sam otišao. Дали меѓународната заедница толку лесно ќе дозволи вие да се вратите на власт, кој има направено све да ве симне од власт? Тоа ќе треба можеби да прашате меѓународната заедница, а ние како опозиција политички легитимно да бараме што е можно побрзо парламентарни и предвремени избори за да дојдеме на власт. Во изминатите 27 години ВМРО-ДПМН има само една промена на лидерот. Тоа се случува 2003 година кога Никола Груевски го заменува Љупчо Георгиевски. Една година подоцна се случува панорама или таа конечна разврска или тој конечен судир, конфликт помеѓу Љупчо Георгиевски и Никола Груевски. Во СДСМ има неколку промени на лидерите. Бранко Царенковски 2004 година заминува, на Конгресот 2004 година победува Владо Бучковски. Подоцна Бранко Царенковски 2006 година брутално со помош на своите луѓе го сменува од лидерската функција во СДСМ Владо Бучковски. 2008 година Радмила Шекеринска не сака да свика Конгрес, меѓутоа и во таква ситуација Радмила Шекеринска беше брутално избришена и смената од врвот на СДСМ. Таа 2008 година Бранко Царенковски го аболира Зоран Заев и го именува како ВД председател на СДСМ се до враќањето на Бранко Царенковски на челната функција 2009 година. 2013 година Зоран Заев е устоличен како лидер на СДСМ, на Конгресот го победува Зоран Јовановски, меѓутоа претходно работата е завршил Бранко Царенковски кој го убедува Игор Ивановски Шема да се откажи од лидерската трка во СДСМ, иако тројката Игор Ивановски Шема, Зоран Јовановски и Зоран Заев го прави идниот состав на централниот одбор на СДСМ, односно секој од нив има право да даде или да презентира или да предложи 1/3 од кандидатите за членство во тој централен одбор. Тука се поставува прашањето, ако ВМРО-ДПМН не влезе во одредена лидерска трка, дали нема да им се случи ХДЗ сценариото, бидејќи после смената на Санадер има 3 лидерски промени во 5 или 6 години на чело на ХДЗ. Тоа беше Јадранка Косор, тоа беше господинот Карамарко и тој е сегашниот хрватски премиер. Дали ако се влезе во одредена лидерска разврска во ВМРО-ДПМН, ВМРО ќе следи моделот на ХДЗ и ќе има брзо менување на лидерите и одредена лидерска нестабилност. Sat vremena prije početka sjednice predsjedništva HDZ-a Tomislav Karamarko sam je podnio ostavku na mjesto predsjednika stranke i to svega 2 mjeseca nakon što je bez protukandidata ponovo izabran na tu funkciju. Podnosim ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. 3 lideri se smenија после Санадер во ХДЗ. Јадранка Косор, па се смени господинот Карамарко, па сегашниот премиер. Ако ВМРО-ДПМН влезе во одредена лидерска криза, а сите инсистираат да ВМРО-ДПМН влезе во лидерска криза, зборам за медиумите, опинион мейкерите, власта, дел од вашите реформски структури во партијата барат нели смена и лидерска одредена рекомпоненција на партијата.
ХДС има 3 лидери, значи ќе влезете во процес на брзо менување на лидерите. Дали ВМРО ДПМН е во кондиција да издржи еден таков процес? Не би ставил знак на равенство помеѓу двата случаи, не би ги поедноставил во таква насока како што сега говориме. Како што кажав, следи една комплексна анализа на она што се вели пред изборија, за време на кампањата и после изборија. Таа комплексна анализа ќе ги детерминира смерниците во која насока ВМРО ДПМН ќе продолжи да делува во иднина. Но на што е крајна цел, што и да се случува, е да имаме предвремени парламентарни избори, на кои што јас сум убеден дека ВМРО ДПМН доколку ги има условите, а ние ќе се без такви услови не би сакали нормално да имаме предвремени парламентарни избори, кои што Социјалдемократскиот сојуз ги имаше на предвремените парламентарни избори во декември 2016 година, ВМРО ДПМН ќе се врати на власт. Ако Никола Груевски биде сменат од врвот на ВМРО ДПМН или се поднесе оставка на лидерската функција во ВМРО ДПМН, тогаш без дилема, почитувани гледачи, на врвот на ВМРО ДПМН или на челната функција во врвот на ВМРО ДПМН, американската администрација и меѓународната заедница ќе става човек со кој претходно имат постигнато договор околу промена на името на државата. Дали тоа значи дека после смената од премиерската функција Никола Груевски можеби да се соочи доброволно или во договор или на некој начин на гласање на Конгрес да биде сменет од лидерската функција во ВМРО ДПМН. Дали тоа значи драматично менување на позицијата на партијата ВМРО ДПМН. Бидејќи знаете, по што би се разликувале во ВМРО ДПМН од Зоран Заев, ако и својот лидер, освен од премиерската функција, го сменат од лидерската функција поради прашањето на името. Вие сте математичар, велите правите сеопфатни анализи, ајде да направиме одредена политичка анализа. Најслабиот резултат на СДС е некаде околу 220.000 гласови кои го има Радмила Шекеринска. Најслабиот резултат на ВМРО е некаде 298, ќе заокружиме на 300.000 гласови. Тоа значи дека збориме 2002 година. Па тоа е на Лјупчо Ѓорѓевски, или да збориме во еден период нешто над 300.000. Да, да збориме во еден период кога избирачкиот модел и списоците избирачки одговараат на сегашната ситуација. Значи тоа покажува дека во најлоша кондиција ВМРО секогаш освои 80.000 гласа повеќе од тоа што може да го освои СДСМ. Тоа СДСМ го знае. На 11 декември 2016 година проба да ја намали таа разлика со албанските гласови. И успеа да намали таа разлика со помош на албанските гласови. Нови избори немаше албански гласови, толку колку што освои на 11 декември 2016 година, што од бројките очигледно и се гледа. Ако тогаш имал некаде 40.000 гласови, сега нема повеќе од 20.000 албански гласови освоени на нови избори, а сепак има некаде 55.000 гласови разлика. Како успева СДСМ да ја зголеми таа разлика во однос на ВМРО ДПМН во толку краток временски период? Толку ли се мокни, како што велите тие полициско-политички криминални структури, или едноставно на луѓето веќе им се досади од владењето и моделот на функционирање на ВМРО ДПМН? Токму така, политиките на Социјалдемократскиот сојуз за време на предвремените парламентарни избори во декември 2016 им донесоа неколку десетици илјади, можеме да ги квантифицираме на 40.000, и тука можам да се сложам со вас. Но ако сега направите анализата по избирачки места, прилично детално, можете да заклучите и да бидете сигурни во тоа дека тоа е најмалку преполовено. Значи 20.000. Некаде околу 20.000. Но, не треба да го заборавите и фактот дека коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на овие избори е малку побогата од таа што беше во декември. Тука е партијата Дом на Лиле Поповска, тука е потоа партијата Обединети за Македонија, дел од коалицијата, тука е партијата на Павле Трајанов, која што тогаш на тие избори не учествуваше. Лиле Поповска беше 2016 во нивната дел од коалиција. Структурите. Павле Трајанов родем не беа во таа коалиција, Лјупчо Ѓорѓиевски или беневалентно се постигна во избори. Да, ама додаде вредност, исто така гласа, тука е Неждет Мустафа кој што е дел од таа коалиција, и кога тоа би го квантифицирале во бројка би дошло до една бројка од некаде цирка помеѓу 15 и 20.000 гласа. Која ќе ги одбиете овие 15-20.000 гласа кои што ги имаат изгубено кај албанското гласачко тело, лесно можете да дојдете до заклучок дека од декември до сега, во услови на власт, во услови на ваква подршка каква што имаат од меѓународната заедница, во услови од така наречен меден месец кој што ние го викаме во политиката, Социјалдемократскиот сојуз успеа да изгуби некаде околу 30 до 35.000 гласови кои што претходно ги имале на нивното конто. Значи дело нив се албански, дело нив се македонски. Тоа значи дека двете доминантни партии на почетокот изгубено дел од гласачкото тело. Тоа значи дека јавноста и граѓаните го лоцирав делот на нашата велат дека не се задоволни ни од СДСМ, ни од ВМРО ДПМН. Тоа го покажуваат граѓаните.
дека во сегашната ситуација им е прекуглава од начинот на функционирање на ВМРО и од начинот на функционирање на СДСМ. Бидејќи е нормално вие паѓајќи од власт да изгубите 50, 60, можеби 100.000 гласови. Тоа се случувало во минатото. Но партија која пред 4 месеци е избрана да изгуби 40.000 гласови, тоа е веќе проблем и тука треба да го лоцираме проблемот зашто граѓаните одбиваат да се идентификуваат со политиките на нова владеачка структура. 2006 година Никола Груевски ја промовираше својата стратегија преку референдум македонските граѓани да може да се произнесат дали се за или се против промена на името. 2011 година на парламентарните избори како кандидат на СДСМ за премиер на македонската влада Радмила Шекеринска ја прифаќа таа стратегија и ја промовира како стратегија на СДСМ исто така преку референдум да може да бидат консултирани македонските граѓани дали се за или против промена на името. Во изминатите 20 години ниту еден висок грчки функционер и политичар ја немаше промовирана таа стратегија се до пред неколку недели кога министерот за одбрана господинот Каменос исто така го презентираше грчкиот став или ставот на неговата партија дека тие се залагаат преку референдум да бидат прашани грчките граѓани или грчкиот електорат. Знаете, ако грците барат по пат на референдум да се произнесат грчките граѓани дали се за или против промена на името, ако треба и преку референдум македонските граѓани да се произнесат дали се за или против промена на името, можно е референдумот да не помине во едната или во другата држава. Всушност, грците сега го поставаат прашањето за референдум за да може да биде елиминирана можноста да има распишен референдум во рамки на Република Македонија. И тоа се поклопува со барање на ВМРО ДПМН да биде распишен референдум за договорот помеѓу Скопје и Софија. Што всушност сакаше ВМРО ДПМН да постигне со тој референдум, ќе покаже времето дали на тој начин ВМРО ДПМН Никола Груевски сака да ја отежнат или да ја олеснат позицијата на Зоран Заев визави можноста да биде распишен референдум за името. Бидејќи знаете, ако владата на СДСМ не прифати да има референдум за тие односи помеѓу Скопје и Софија, тогаш можеме да очекуваме дека владата на СДСМ нема да прифати или да распише референдум и за прашањето на името. Од друга страна, ако владата на СДСМ прифати да има референдум за прашањето на односите со Софија, тогаш нема никаква шанса владата на СДСМ да не распише референдум за името. Знаете, кај референдумите, почитувани гледачи, клучно не е прашањето колку гласа ќе бидат освоени, туку е процентот на излезност. Треба да излезат 50 плюс 7% од граѓаните на Република Македонија. Без гласачите на ВМРО ДПМН, ниту еден референдум во Република Македонија не може да обезбеди таква излезност. 50% плюс 1 граѓанин или запишен во избирачкиот список. Затоа е многу важно ВМРО ДПМН како партија да биде вклучена во процесот ако има референдум за името во Република Македонија и на тој начин мислам дека со отварањето на прашањето за референдум за тој договор помеѓу Скопје и Софија, ВМРО ДПМН остава маневарски простор да може да учествува и на евентуален референдум за името на државата. Се доближува времето за решавање на сензитивното прашање на името Македонија, кое е од национална важност за Грција, порача од Солун грчкиот министер за одбрана Панос Каменос. Какво и да биде решението, за да биде легално, ќе мора да биде потврдено и од грчките граѓани, нагласи лидерот на партијата Независни грци Каменос. Дали нови локални избори, таа заедничка коалиција на ДУИ и на СДСМ, всушност е коалиција која треба да го спроведе референдумот и тоа беше всушност тестирање како може на терен да функционира таа коалиција? Сега видите, тоа не се знае дали ќе има референдум. Видите, сега министерот за одбрана Каменос во Грција вели дека и тие барат референдум. Прв пат на толку високо ниво и грците го постават прашањето на референдум. Никола Груевски 2006 година велеше дека прашањето на името ќе се решава со референдум. 2011 година Радмила Шекеринска, кога е кандидат на СДСМ за премиер, и таа вели преку референдум ќе се решава. Ако странците проценат дека преку референдуми не може да се реши името, ќе ја притиснат и Грција, ќе ја притиснат и Македонија, нели затоа се прави реципроцитет во моментот бара Каменос да има референдум за да може да бидат откажени од двете држави. Можно е да нема референдум ни во Македонија, можно е ни во Грција. Можно е да нема референдум, точно така. Ама еве видите сега како се игра. Ќе има референдум. Зашо референдум ќе има за името? Јас секогаш и не само јас, референдумот, ако го гледаме референдум, тоа е во 1991 година, поминал. А од друга страна, не може идентитет и име тоа со референдум. Не може, јас повеќе пати сум кажал, еве сега како е одговор на тоа што ми викате, народот, нали, како тоа. Не може една или две генерации, сега кои се живи, да отлучуваат за 200 генерации пред тоа. Просто не можат.
Како тоа сега јас ке одлучувам за сите тие кои се били претходно и кои се чували името и кои се борили, да си давали крвта и јас сега ќе гласам и ќе кажам добро, јас сега живеам и ќе одлучувам за тоа. Па тоа не може, вие може да одлучувате за вашите родствени пред тоа. Сега како тие бугарите сакат да ги кажете дека се бугари, не можете, нели? Може ли ВМРО да издржи, а да се спротистави на промена на името на државата? Дали може како политички субјект, како партија, ВМРО ДПМН да издржи и да води тврда кампања за непромена на името на државата? Ако ме прашувате кој е нашиот став, тој став е непроменет, односно нашиот став е дека ниедна промена на името, односно ниедно решение кое што евентуално би било дел од некаков договор кој што оваа владеачка гарнитура со нашиот јужен сосед ќе го постигне, не може да биде одобрено без да претходно биде прашан народот. Добро, господине Мицкоски. Односно на референдум. Господин Мицкоски. И тоа е нашиот став, и тој бил и ќе остане истиот. Ако вашиот став е непроменет, освен референдум, тоа значи дека вие сте против промена на името? Не, ние сме против она што се вели легитимитет на народот. Односно, народот мора да го каже конечното мислење дали оваа држава треба да се вика Република Македонија или некако поинаку, која што евентуално некоја политичка гарнитура би го договорила. Народ да гласа. Вие како политичка партија, вие како генерален секретар, ќе шкртнете нешто на Фејсбук, ќе напишете, ќе направите некоја трибина, кој ќе биде ставот на Кристијан Мицкоски. Треба да се смени името? Не треба да се смени името. Не би можел сега да зборувам хипотетички, бидејќи во овој момент ние имаме преговори кои што ги води оваа влада под радар, бидејќи ние не знаеме што се случува. Оставете владата на страна. Она што Дали вие како Кристијан Мицкоски би се согласиле со промена на името или не би се согласиле? Тоа што прави Заев, ќе се одговара Заев. Вас лично да прашам. Лично моето мислење ќе го кажам, но сакам да ја направам една анализа претходно пред да го кажам моето мислење. За таа работа која е круцијална за еден политичар, не треба голема анализа. Сте или не сте за промена на името? Апсолутно не сум за промена на уставното име на Република Македонија. Така што тоа е мојот став и тој став ќе остане веднаш. Според грчките медиуми и според грчките инсайдери, на таа средба која на 17 октомври се случува во Белата куќа, средбата помеѓу американскиот претседател Доналд Трамп и грчкиот премиер Алексис Ципрас, се ставени на маса 4 прашања. Првото прашање е подобрување на односите на Израел и Грција, односно правење триаголник Израел, Либан, Грција, и на тој начин преку Грција и Израел да ја засилува својата улога и своето пенетрирање во делот на Европа. Второто прашање се кинеските инвестиции во Грција. Третото прашање се кипарските односи или поделбата на Кипар. Четвртото прашање се односите помеѓу Грција и Турција, кои се од исклучително големо значење после пучот во Турција за стабилизација на тоа јужно крило на НАТО. Петото прашање, кое е едно од 5 стратешки точки на грчката политика, македонското прашање воопшто не е ставено на маса. Меѓутоа, ако грците направат добар договор со американците визави 4 претходни стратешки прашања, тогаш претпоставувам и очекувам дека грците ќе бидат наградени за македонското прашање. Тоа значи дека ако попуштат за кинеските инвестиции, односно кинезите да прекинат со инвестирање во грчки патишта, грчки пристаништа или грчки аеродроми и таму влезе американски капитал, тогаш грците без сомнение, почитувани гледачи, ќе бидат наградени со добар предлог на Меќо Немец за името на Република Македонија. Имате 4 опции. Може би утре ќе сте генерален секретар, може ќе сте лидер, не знаеме што ќе бидете, но еве да прифатиме дека ќе бидете генерален секретар во наредниот период на функцијата која сте сега. ВМРО ДПМН има 4 опции. Првата опција на улица да го брани промената името или да се бори за задржување на сегашното име на Република Македонија. Втората опција е меко да се борите за задржување на името. Третата опција е меко да прифаќате промена на името и четвртата опција е да бидете дел од некоја широка влада. Која од тие 4 варијанти е прифатлива за ВМРО ДПМН и во рамки на која од тие 4 варијанти ВМРО ДПМН може најлесно да ја исплива сегашната политичка криза? Не е само прашањето за името тука, Васко. Проблемот е што министерот за надворешни работи на Грција кажа господинот Коцијас дека името е еден од 4 пилари за кои што се преговара. Тука се придавките, изведените зборови и така натаму. За Никола Димитров, да зборите за владата на СДСМ. Јас конкретно ве прашам, пазите, вие сте генерален секретар, имате 4 опции. На улица да го браните името, меко да протестирате пуч, како што беше на 27 април, да влезете у владата на СДСМ или да бидете, ајде да речеме, некоја мека опозиција. Вие ме прашавте како Христијан Мицкоски, јас ви го кажав мојот став. Јас како Христијан Мицкоски сум против промена на уставното име, но евентуалниот договор кој што некоја влада би го постигнала со владата на нашиот јужен сосед мора претходно да добие легитимитет на народот. И на тој начин тој договор кој што евентуално би бил потпишан ќе добие
ќе добие, како да кажам, еден вид институционализација да никој во иднина не го злоупотребува во политички цели. Во овој момент некаде 50% од македонските граѓани се спротивставуваат на промена на името на државата. Се проценува дека со одредени стратегии на кршење на патриотизмот кај македонците, дополнително економско осиромашување на македонците, дека тој процент со одредена кампања може да се сведе на 35%. Значи 35% од македонците да бидат експлицитно против промена на името на државата. Тоа е бројка која им гарантира на новите власти во Република Македонија и на меѓународната заедница дека можат лесно да го протуркат прашањето на името. Ако оценат дека е тешко да биде протуркано преку референдум, тогаш тоа ќе го направат преку гласање во македонскиот парламент. Владата на СДС во крајно нетранспарентен процес склучи договор за пријателство и добрососедство со Бугарија, кој што е небалансиран, односно предизвикува обврски само за нашата држава, без да предвиди никакви отстапки од бугарската страна. Од тие причини, пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе поднесе до Парламентот на Република Македонија предлог за организирање референдум на кој граѓаните на Република Македонија ќе се изјаснат за договорот за пријателство и добрососедство со Република Бугарија. Грција има 5. Добро, горе. Од 5, ма се извинувам. Грција има 5 отворени прашања. Во моментот на тапет е ставено прашањето за кинеските инвестиции во Грција. Во грчки пристаништа, грчки аеродроми и така натаму и она пруга од Будимпешта доле до Атина. Тоа е едното прашање. Второто прашање односите со Турција, јужното крило на НАТО. Третото прашање е поделбата на Кипар. Четвртото, кој е актуелно исто ко кинеските инвестиции, е да се направи одреден триаголник помеѓу Израел, Либан и Грција. Значи Грција да има партнер многу близок во Израел, значи да биде клучен партнер на Израел во делот на југоисточна Европа. И дури петтото прашање е македонското прашање. Значи, грците може да тргуваат. Ако попуштат на едно од овие 4 прашања, или дадат добри концесии на едно од тие 4 прашања, ќе бидат наградени со името. Со добро предлог на Нимиц за името. Македонија нема со што да тргува во наводници, остана само името. Договорот со Бугарија го дававме буд зашто што се вели. Двојазичноста ја дававме за Заев да биде аболиран, амнестиран и да не мора да одговара заради подкуп. Значи останува само името. Немаме со што да се пазариме, немаме што друго да понудиме. Проблем е тоа дека еве сега ние што правиме? Донесени, ние 27 години играме и користиме тактиката на Тито, која тогаш е била многу исправна, а во други времења, со неврзани земји, со 2 блока и така, а ние користиме истото тоа сега. Тоа не оди. Не оди. Гледате светот како е? Веќе светот е баш сега како пред Втората светска војна, дури уште во тешка состојба. Значи, состојбата. И така, и ние зборуваме за баланс. Ајде, немојте по тоа, пошо, да зачувате таа програма, па потоа, по некое време, да си ја пуштиме и да си ја гледаме. Господине Мицов, ние сме сега ко фудбалска екипа, која е напикана у 16 метри. Сами сме се напикани. Не знам дали сами сме се напикани. Не знам. Не знам. Не сум сигурен дека баш сме толку глупи да се напикаме сами во таква. Па како не се напикаме? Видите сега уставот од 91 година и па шо? Никој не е доволно глуп и толку глуп сам да се напика. Па читајте го неревидираниот устав 91 и видите кој е глуп и кој не е. Па тоа е нешто очигледно станува збор за одредено сценарио и стратегија која треба да биде реализирана. И сега напикани во 16 метри, имаме противници кои ни шутираат од кај ќе стигнат. Да. И ние даваме можност. И овој голман наш Сирочо ќе биде на голот, не ќе знае што да брани глава, грб, стомак. Па така сме доведени. Јас за тоа викам, зашо кога ме прашите уште од почетокот, зашо стана така? Па кој е тоа? Ние навистина сме во состојба како во пред 100 години. Како во времето на Балканските војни, како во времето на Првата светска војна и како во времето на почетокот на Втората светска војна, знаете, 41 година. Шо е тоа? Нали, се реќават бугарите така, потоа кога овие почнат да ги тепат, тогаш се освестуваме. Ако гледаме вашата перспектива, кај ќе ве гледаме за пола година? Ако гледате нашата перспектива... Не, вашата лично, ко Христијан Мицкоски. Мојата перспектива ко Христијан Мицкоски? Тоа ќе зависи од многу работи. Имате лидерски амбиции? Најпрво треба да ја завршиме воско оваа анализа која што ја правиме за овие локални избори. Добро, вие сте амбициозен човек. Кој амбициозен човек нема лидерски амбиции? Еве, ќе ви одговорам и на тоа прашање. Откако ќе завршиме оваа анализа,
ќе ги добиеме смерниците како во иднина ќе се движи ВМРО-ДПМН и кои се политиките кои што ВМРО-ДПМН во иднина ќе ги застапува. Си нарачавте некоја слика тука да ставите у ходникот. Инаку мене ако ме прашате каков треба да биде идниот лидер на ВМРО-ДПМН, доколку господинот Никола Груевски анализата покаже дека треба да замени од позицијата председател на ВМРО-ДПМН, тогаш тој лидер треба да исполнува 3 пивари, 3 столба. Првиот да биде прифатен од членството, вториот да има позитивна слика јавноста за него и третата да има добри релации со меѓународната заедница. Ама олако за вас си ги правите пиларите. Доколку ако може да олако за вас си ги правите. Ако ова го мислите, тогаш тоа е комплимент и ви благодарам на комплиментот. Но јас сакам да го кажам следно. Таков човек треба во иднина да ја води ВМРО-ДПМН затоа што ако тој човек не ги поседува овие 3 пивари, тогаш ВМРО-ДПМН ќе има помали можности да се врати на власт, односно да го прекине овој ужас, затоа што ние сите кои што сме дел од ВМРО-ДПМН имаме една заедничка мисла, а тоа е Република Македонија и таа е над сите нас. Постојат 3 модели каква лидерска разврска може да се случи во ВМРО-ДПМН ако Никола Груевски на крајот сепак одлучи после направените политички анализи да се повлече од челната функција. Првиот модел е моделот на Владо Бучковски, односно човек кој на некој начин е супер активен, супер интензивен, сосема различен од Бранко Црвенковски. Ако Бранко Црвенковски е политички интровертен, кој не сака да има голема комуникација на теренот, Владо Бучковски сакаше сосема спротивно да може да учествува во избор на општински раководства во секое помало место во рамки на Република Македонија. Значи да се оди на одредена варијанта кога идниот лидер ќе биде сосема различен од сегашниот лидер. Тоа е моделот Владо Бучковски. Вториот модел е дете на партијата, или тоа е моделот Радмила Шекеринска, односно Радмила Шекеринска природно да расте во структурите на СДСМ или некој еден лидер на ВМРО-ДПМН да биде избран од децата на партијата или некој кој има еден природен процес на растење во рамки на ВМРО-ДПМН. И третиот модел е моделот Зоран Заев, а тоа е одреден успешен градоначалник или одреден успешен бизнисмен да биде инсталиран на врвното или челната функција во ВМРО-ДПМН, бидејќи во одреден период кога партијата се наоѓа во опозиција, преку тој финансиски мокен човек да може да биде финансирана партијата. Кој ќе биде тоа? Кој модел ќе биде одбран? И дали воопшто ќе биде одбран таков модел, ќе видиме во наредните неколку дена, почитувани гледачи. Најтешкиот пораст на ВМРО е во градот Скопје. И бевте носител на советничката листа во Скопје, освоивте 96.000 гласови, госпоѓата Габер освои некаде околу 122.000 гласови. Не почувствувавте потреба како не знам носител на листата поради поразот, а не поради таквото однесување на СДСМ да поднесете оставка. Кој генерален секретар? Меѓу 98 година кога СДСМ ги изгуби изборите, не поднесе оставка Царенковски, поднесе оставка Благој Ханџиски кој генерален секретар. Дали кој генерален секретар кој ги има изгубени изборите, вие не почувствувавте потреба да поднесете оставка? А поднесовте оставка на членство во Советот на град Скопје поради принципиелни причини. Да, причините зашто поднесов оставка од советничкото место во градот Скопје ги кажав во мојот Facebook статус и голем дел од медиумите ги пренесоа и не би што да додадам на тоа, но повторно ќе се наврата на она што вие го кажавте, доколку анализата покаже дека одговорноста е моја, секако дека ќе сносам одговорност за исто. Коректно ли е тоа према вашите пријатели, сопартици, луѓе со кои заедно седите во извршниот комитет на ВМРО, тие не поднесот оставка, постојано што е случај на 27 април во парламентот и начинот на кој избран Тала Џафериева, поднесот оставка после локалните избори. Всушност, вие сакате да им пратите порака дека тие се луѓе кои им се залепени за фотелите и дека ништо друго не гледат освен фотелите, а вие сте принципиелни од единствен во ВМРО-ДПМН кој поднесе оставка. Кога генерален секретар од принципиелни причини ќе поднесе оставка на членство во Совет на град Скопје, тоа не е индивидуален чин, тоа е колективен чин, тоа е силна, јасна политичка порака. Не, тоа не би се согласил со вас тука, тоа е личен чин, а причините за поднесувањето на оставката ги кажав во мојот Facebook статус, кој што, односно статусот на социјалните мрежи, кој што голем дел од медиумите ги пренесува. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, и ние се гледаме идната недела во истото ова време.
Приjetno večer, Makedoniju, kada i da si.